Значи, на крајот сме веќе од Великденскиот пост, ни предстоат уште не само неколку денови до завршувањето од ова страстна или страдална седмица, кој што нели се спомнуваат настаните на страдањата Христови. За Велики четврток, за овој ден важно е да знаеме дека Господ Исус Христос востанувал две суштествени тајни. А тоа е пред се светата тајна Евхаристија. Тој на тајната вечер кон апостолите им се обраќа, им вели, благословајќи го левот, вели: земете, јадете, ова е моето тело, кое за вас се прекршува за отпуштање на гревовите, и земајќи чашата со вино, вели: ова е мојата крв, која за вас се пролива за отпуштање на гревовите. И ова правете го за мој спомен. Втората суштествена тајна е востанувањето на Исусовата молитва. Вели: што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви се даде. Ова е кратка молитва која што би требало за секој еден православен христијанин да биде дишење. Тоа се оние зборови: Господи се Христе, Сине Божи, помилуј ме, или помилуј мене грешниот или грешната. Така да, што и да посакаме во името Христово, ќе ни се даде. Со други зборови, на Великиот четврток започнува светотаинскиот живот на црквата. Исто така Господ на овој ден ни покажува каков треба да биде карактерот на љубовта што треба да стекнеме во текот на нашето живење, ако сакаме да се наречеме како Христови. А тоа е дека ни го покажува примерот со миењето на нозете на апостолите. Исто така на овој ден е извршено и предавството на Господ Исус Христос од страна на Јуда Искариот, кој што бил еден од 12.